шок, разочараност, осуда. Тоа е мојата реакција пред се како личност, но и како председателка на Либерално-демократската младина, а предпоставувам и на секоја жена во Република Македонија на вчерашната изјава на досегашниот председател на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Со ваквата изјава, Груевски направи директна дискриминација заснована на пол, но и навреда на студентките во Република Македонија. По само неколку дена, откако благодарение на форумот на жени на ЛДП и парламентарното мнозинство, беше ратификувана Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на родово базирано насилство и семејно насилство, Истанбулската конвенција, со која се отвара ново подлавје за унапредување на статусот на жените и напуштање на мизогиничните политики, Никола Груевски не се воздржа од изјави со која жената, односно студентките, ги поимаше само како сексуален објект. Никола Груевски нема да одговара само пред кривичниот суд за делата за кои го гони специјалното јавно обвинителство, туку ќе одговара и пред други надлежни органи за дискриминацијата и навредата која преку својот уништувачки политички говор вчера ја упати кон студентките, илустрирајќи ги неспореден пример, цитирам: како кога студент во студентски дом влегува во собата на неговата колешка, која е целосно соблечена и му вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Со ваквата дискриминирачка изјава, Груевски ја потцени вредноста на секоја жена и девојка во Република Македонија и поради истата треба да сноси одговорност пред сите нас. До вчерашниот председател на ДПМНЕ треба конечно да свати дека повеќе нема кој да го заштитува и дека согласно уставот и законите во Република Македонија за вакви дискриминирачки изјави се сноси општествена, политичка, но и правна одговорност. Поради наведеното, како председателка на Либерално-демократската младина, од свое лично име, но и од име на членките на ЛИДЕМ, поднесуваме представка до Комисијата за заштита од дискриминација, од која како политички подмладок бараме да поведе иницијатива за покренување на постапка пред надлежните органи заради сторена повреда на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Крајно време е институциите да му кажат доста на Никола Груевски. Воедно ги повикувам и охрабрувам сите студентки, девојки, жени, со ставање на својот подпис да ни се придружат кон оваа представка, затоа што ова не е политика, ова е представка, односно иницијатива за почитување на загарантираното право на заштита од дискриминација, представка за правда, за почитување на достоинството на секоја од нас, за развој, за иднина. Ви благодарам.